како едно од поразвиените стопански градчиња во источниот дел на Македонија. За наша среќа, во 90-тите години имаше брза транзиција на општествениот во приватен капитал, така да повеќето од фирмите продолжија успешно да работат, а се отворија и многу нови фирми со локални бизнисмени, односно стручниот кадар од општествените фирми кои излезе од работа почна со своји бизниси. Така, во 2009 година, кога ја преземавме локалната власт, ние знаевме дека веднаш треба да воспоставиме една одлична врска, една одлична комуникација со бизнис секторот. Така да почнавме и редовни состаноци на кои што разговаравме за проблемите што се соочуваат бизнис секторот и нашите локални бизнисмени. До тоа време во Виница веќе имаше навлезено странски капитал, односно една холандска компанија во 90-тите, средината на 95-96 година почна свој бизнис во Виница и почнаа да се шират. И овој тренд продолжи и после 2000 година и после 2009, така да ние знаевме дека пред се треба да размислуваме за да им овозможиме на нашите локални компании место за да може да се шират. Тоа ни беше прв приоритет и веднаш отпочнавме со проектирање на мали индустријски зони. Првата мала индустријска зона ја почнавме 2010 година. Таму беа исцртани 11 парцели, по јавно надавање сите 11 парцели се продадоа и веднаш почнаа да се градат капацитети. Како еден од поинтересните ќе го споменам, ќе споменам странската австријска инвестиција, кои што изградија фабрика за противпожарна опрема. И овде, само во оваа фабрика, на оваа мала индустријска зона, се вработија 150 луѓе. Меѓутоа, не застанавме тука, продолживме да ја уредуваме зоната, односно инфраструктурно, така што изградивме водовод, канализација, атмосферска канализација, осветлување и да се добие, овде да добиеме едно прекрасно место пред се на изглед, а и функционално, односно да се пројави интерес овде да се отварат и нови капацитети. Меѓутоа, не беше само ова проширување на капацитетите и давање можност на нашите компании да се шират, ние секогаш им излегувавме во пресрети во нивните кругови со измена на деталните урбанистички планови да им овозможиме да градат нови капацитети. Како еден податок, во 2006 година во Виница беа вработени некаде околу 3600 луѓе, за да минатата година оваа бројка се зголеми на 5500 луѓе. Скоро дупло да наречам, се зголемува бројката на вработени. И овој тренд продолжува и понатака, така да во Виница постојано во Агенцијата за вработување има отворени огласи на повеќе наши компании. Во меѓувреме влегоа и нови други странски инвеститори, се отворија уште повеќе капацитети од разни области и како што реков, зголемувањето на вработеноста во нашата општина произлезе да се јават и нови потреби. Еве, веднаш ќе спомнам дека во 2009 година во градинките во Виница ги посетуваа 190 деца, а додека оваа година имаме преку 400 деца. Така да општината мораше да превземе нови работи во проширување на капацитетите на детските градинки, за да им овозможиме на нашите граѓани да ги задоволат и овие своји потреби. Изградивме најпрво во новата детска градинка една ламела со можност за примање на 50 до 100 нови дечења, а потоа на два пати во старата детска градинка исто така ги зголемувавме капацитетите. Во меѓувреме инвестиравме и во градинките, најпрво во обновување на кујните, потоа инвестиравме во нови системи на затоплување, ефикасни системи, ефективни системи на затоплување, со што правевме заштити кои што ги вложувавме исто така во енергетска ефикасност на нашите детски градинки.
Ова произлезе уште нова потреба за да мораме да ги реконструираме и нашите основни училишта и средното училиште, бидејќи проектот на владата трето, секој мора да има трето дете, доведе до тоа да се повеќе деца се раѓа. Имаше еден беби бум во 2010-2011 година кој не се памти долго време во Виница. Значи, исто така инвестиравме и во реконструкции на нашите училишта и продолжуваме да инвестираме. Исто така ова беше пак еден нов мултиплекс ефект да мора да се инвестира и во спортски терени. Се повеќе од нашите деца сакаат да се занимаваат со разни видови на спортови, така да се изградија повеќе наменски игралишта, тениски игралишта, спортските сали се реконструира и се обновува. И се на се, значи, имавме една голема инвестицијска активност. Меѓутоа, ние знаеме дека без добра инфраструктура нема да функционира добро нашето стопанство, па еден од главните приоритети исто така ни беше и во инвестиции во инфраструктурата, посебно во асфалтирање и поврзување на нашите населени места, исто така и во градот, но и во изградба на водоводни канализациони системи, бидејќи знаеме дека комуналните работи се 90% од животот на луѓето. Јас овде ќе запрам на кратко, еве директорот ќе му дадеме збор да продолжи во делот на инвестициите во комуналната инфраструктура. Општина Виница во изминатиот период направи доста големи инвестиции во однос на комуналната сфера, да кажеме, пред се во однос на водоснабдувањето не само во градот Виница, туку и пошироко во општината. Пред се овде би го издвоил главниот проект кој што се случи во 2013 година, а тоа беше реконструкција на околу 4000 метри водоводна мрежа, во кој беа фатени скоро 1/4 од градот, кога старите азбестоцементни цевки беа заменети со нови полиетиленски црева, беа направени нови приклучоци, сите граѓани беа приклучени на новата линија, со што значително се зголеми капацитетот, односно протокот на вода во тој дел од градот. Луѓето се задоволни, немаат прекини во водоснабдувањето како што има во претходниот период. На сите корисници им ставивме нови водомери и вметнавме систем за далечинско отчитување, кој што го користиме за редовно отчитување на сметките или на потрошените количини на вода. Друга поголема инвестиција во областа на водоснабдувањето е реконструкција на водоводната мрежа во село Блатец, каде околу 4300 метри беа заменети, што би опфатило скоро половина од населеното место Блатец. Инвестицијата беше од страна на општината, заменети се цевките, сега проблемот со честите дефекти во тоа населено место се надминати. Во однос на канализацијата, најголем проект би го издвоил изградбата на атмосферската канализација на улиците Браке Миладинови и Линденска. Тоа беше еден капитален проект на општина Виница, каде се изгради канализација во должина од 1100 метри и деценискиот проблем кој што го има жителите на овие две улици, да кажеме, се надмина, бидејќи скоро секој дожд, поголем дожд кога имаше, доаѓаше до затнување на канализационната мрежа и враќање на отпадните води во дворовите на нашите корисници. Чести реакции имаше на тоа, меѓутоа со овој голем проект се надмина тој проблем. Во градот Виница на неколку пати извршивме реконструкција на неколку делници, неколку улици, кратки делници, со што исто така се подобри водоснабдувањето, се намалија дефектите и се надевам нашите граѓани се позадоволни, бидејќи добиваат поголеми количини на вода и поредовно е водоснабдувањето во тие делови од градот. Во насока на тоа, освен реконструкцијата на линиите, ние извршивме и реконструкција или замена на неколку вентили или затварачи во градот Виница, со што значително го намаливме делот од градот кога имаме некој дефект, што помал дел од градот да има недостаток на вода додека да се отстрани дефектот. Тоа е доста голема придобивка и помал дел од нашите граѓани остануваат без вода додека се направи дефектот. Во насока на подоброто водоснабдување во градот Виница пред се, извршивме набавка на нови пумпи во
во резерварите во нашите бунари, кои што бунарски систем ни служи како резерва за во случај на недостаток на вода од река Градечка, од каде примерно се снабдуваме со вода за пиење. Ги вклучуваме бунарите и тој проект, да кажеме, замена на тие пумпи, оваа година дојде до полн израз, бидејќи оваа година имавме голем недостаток на вода за пиење и работеа бунарските капацитети цело време и новите пумпи беа ставени во употреба и не се осети недостаток на вода во овој период. Од населените места имавме, скоро во сите населени места имаме извршено кратки реконструкции и мали реконструкции на водоводната мрежа. Во село Јакимово најмногу, во село Трсино, во селото Пеклани и во останатите населени места имаме некои делници за менето. Би сакал да напомнам дека општина Виница инвестираше во канализационите системи, така да во селото Лески се изгради скоро целосно канализационната мрежа во самото село. Останалото уште некои делови од селото да бидат поврзани. Понатаму во село Трсино инвестиција на општина Виница изведнаш беше јавното предпријатие. Извршивме изградба на еден дел од фекалната канализација, останува уште половина село да биде опфатено со канализација, со тоа што ќе се заврши оваа година, планираме да се заврши целокупната инвестиција и цело село Трсино ќе биде опфатено со фекална канализација. Презедовме неколку населени места со кои што не стопанисувавме и каде имаше проблеми со водоснабдувањето, меѓутоа откако ги презедовме ние се стабилизираше водоснабдувањето. Сега луѓето таму имаат доволни количини на вода, немаат рестрикции, немаат недостаток на вода. Општина Виница инвестираше во 4 системи за автоматско хлорирање на водата за пиење. Се набавија нови хлоринатори и системи за колекторски системи кои што произведуваат електрична енергија и самите хлоринатори можат да работат, бидејќи во тие резервари, во тие 4 населени места немаме електрична енергија која што може да ги напојува хлоринаторите. Што се однесува до останатите сфери од комуналното работење, во 2013 година општина Виница набави 2 нови камиони за собирање на отпад, со што речиси дупло се зголеми ефикасноста на нашето работење во собирањето на отпадот од нашите корисници. Порано постојано имавме дефекти на старите возила и еден дел од градот постојано имаше проблеми со ненавремено собирање на отпадот. Меѓутоа со набавката на новите камиони сега тие проблеми се минато, имаме и резервни камиони, така да слободно можам да кажам дека тој проблем со собирањето на комуналниот отпад е надминат во општина Виница. Во неколку населени места започнавме да го собираме отпадот, тоа е резултат како набавката на новите камиони. Луѓето се задоволни и мислам дека тоа е една од подобрите работи кои што ги направивме во овој период. Во областа на малку да кажеме непријатната тема во погребалните услуги, во областа на погребалните услуги, општина Виница направи и изгради нова градска капела, која што беше барање од нашите граѓани долго време. Сега и тоа е надминато. Тој проблем горлив, да кажеме, што го имаше градот Виница пред се, е надминат со изградбата на новата градска капела. Во однос на зеленилото би сакал да кажам дека во периодот од 2009 година наваму скоро тројно се зголемени зелените површини кои што ги одржуваме, ги косиме ние како јавно предпријатие, за разлика од претходниот период. Секоја година набавуваме нови машини за косење на тревата, ангажиране цела екипа во текот на целото лето постојано оди и ги разубавува, да кажеме, нашите зелени површини. И би можеле да се пофалиме, тоа не е наша констатација, многу луѓе кои што доаѓаат во нашиот град констатираат дека Виница е еден од поубавите градови во Република Македонија. Како прилог на тоа за зеленилото, општината исто инвестираше во изградба на една бушотина со која се реши проблемот со наводнувањето на градскиот парк и градскиот стадион. Порано трошевме од чистата вода за пиење за наводнување на овие зелени површини, меѓутоа со оваа инвестиција на општината сега
користиме техничка вода од бушотината која се наоѓа во градскиот парк, така да и овој проблем е надминат и во иднина продолжуваме понатаму со нови проекти. Еве, само во контекст на излагањето на директорот, еден проект што тој не го спомна, може би најмал по вредност, меѓутоа за мене најзначаен, тоа е доказ дека ние се грижиме за сите жители во нашата општина. До предизвестно време 3 семејства од едно рурално село за да дојдат до питка вода мораа да пешешат 200-300 метри. По повеќе обиди ние со попатна бушотина најдовме вода во самата близина кај што живеат овие семејства, така да сега она што е основно, чистата квалитетна вода за пиење имаат дома, а не да морат да пешечат. Значи, грижата за сите семејства е наш основен приоритет за нашата општина. Да спомнам само дека последните 4 години во нашата општина се асфалтирани повеќе од 22 километри локални улици и патишта со вредност некаде околу 2 милиони евра. Продолжуваме да асфалтираме. Имаме уште многу малку неповрзани населени места, што во наредниот период, можеби година-две, ќе биде комплетно се завршено. Исто така, овде морам да го спомнам локалниот пат село Липец, река Осојница во должина од 6,5 километри, кој што со години наназад беше ветуван од политичките партии и политичарите што беа на власт на локално ниво. Меѓутоа ние еве успеавме пред 2 години овој пат да го асфалтираме и да го пуштиме во употреба. Исто така инвестираме и во противпожарната заштита. Сега е период кога што има најмногу пожари на целата територија на Република Македонија. Минатата година набавивме едно теренско возило за урбани пожари и нашата противпожарна единица е една од ретките во Македонија кој што има најсовремена опрема како дела за гаснење на пожари. Постојано сме во контакт со граѓаните. Проблемите секогаш не можеме 100% да ги решиме, меѓутоа ние се трудиме да ги решиме согласно нашите можности и во оној број кој што може се поголем и позначаен број. Постојано сме на терен, постојано во комуникација со нашите граѓани, од вратите на нашите канцеларии се секогаш отворени за нашите граѓани, така да мислам дека тоа е клучот за успех на функционирање на локалната самоуправа. За инвестиции нешто можеме да спомнеме, планирани инвестиции. Во областа на водоснабдувањето, општина Виница и се разбира јавното претпријатие Солидарност Виница, планираме неколку инвестиции. Тоа пред се изградбата на филтер станица за вода за пиење во село Трсино. Заборавив да спомнам пред малку во село Крушево е изградена веќе филтер станицата и функционира, и со самата изградба на филтер станицата во Трсино планираме да го заокружиме тој дел од општината, тој водовод, да кажеме, во село Трсино да биде како регионален водовод, да ги снабдиме со чиста вода за пиење сите населени места и мала околу селото Трсино, со што ќе се реши исто големиот проблем кој што се јавуваше во минатото. Во градот Виница имаме неколку инвестиции пред се во канализационната мрежа моментално. Имавме проблем со малиот проток на цевките во урбаниот дел од градот и за таа цел општината инвестира и моментално во изградба фекална канализација со која што ќе се растерети најурбаниот или најглавниот, најцентралниот дел од градот со отпадните води, ќе биде растеретено и во еднина се надевам дека и тој проблем ќе се надмине. Што се однесува до другите инвестиции кои што се во тек, тоа е во селото Истивања. Моментално се гради фекална канализација. Имавме проблем со постоечката канализација, бидејќи се наоѓа во коритото на реката Брегалница и доаѓаше до стално затнување на фекалната канализација, и за тоа општината инвестираше во изградба на сосема нова, со нов поголем профил, со кој што ќе се соберат сите отпадни води, а од друга страна ќе се заштитат цевките или системот од навлегување на површинска вода од реката. Во рамките на истиот проект или на истиот тендер е доградба на фекалната канализација во село Трсино. Значи, она половина која што во минатото изградивме, остатокот од
потребите, да кажем, за фекална канализација во село Трсино ќе се реши овие денови, да речем, во наредниот месец, кога ќе биде и вториот крак од канализацијата завршен и со тоа најголем дел од селото Трсино ќе биде поврзан на фекалната канализација. Други инвестиции кои што планираме во водоснабдувањето се надградба или доградба на филтер станицата, бидејќи Виница се шири, на Виница има потреби од поголеми количини на вода и за таа цел постоечката филтер станица која е изградена пред 30 на години е на границата на својот капацитет, така да имаме потреба да го зголемиме тој капацитет се со цел на граѓаните да им возможиме поголеми количини, доволни количини на вода за пиење и се разбира чиста вода за пиење, бидејќи можеме да се пофалиме и во таа сфера дека градот Виница пие една од најдобрите води во цела држава. Другите инвестиции може градоначалникот да спомне. Јас само ќе спомнам за нас многу важен проект, изградба на филтер станица, односно фабрика за вода во село Трсино. Владата на ВМРО ДПМН обезбеди по 260.000 евра за инвестиции и проекти во рурални подрачја и ние овие средства ги наменивме за изградба на филтер станица во село Трсино. После неколку години во процедури, значи во изработка на урбанистички план, во изработка на проекти, доработка на проекти, веќе сме во финална фаза и очекуваме во наредните неколку денови Министерството за финансии да не повика, да го подпишеме овој договор и да отпочне постапката за избор на изведувач на овој многу значаен проект. Само да споменам дека заборавивме многу проекти, не спомнавме, да споменам дека во теке регулација на Виничка река, која што при поројни дождови знае да направи многу проблеми во урбаниот дел на градот. Направивме заштита на мостот на река Осојница кај селото Јакимово и регулација на дел од реката, бидејќи и таму постојано се јавуваат проблеми при поголеми врнежи на дожд. Реновиравме неколку мостови, изградивме мост во село Лаки на река Горна Осојница, изградивме мост на Градечка река во урбаниот дел на Виница. Така да инвестираме во сите сфери, еве културата ја заборавивме да ја спомнеме, дека во Виница се одржуваат 2 меѓународни фестивали со огромна посетеност. Значи, сена се посветуваме внимание на целокупниот живот во нашата општина. Јас овде би прекинал, па во некоја друга прилика ќе продолжиме да зборуваме за проектите во Виница.